Од денеска 1 октомври се врши голема промена во однос на крводарителството. Надлежните известуваат дека со одлука на Институтот за трансфузионна медицина од Скопје се запреа доновите надарувања од понеделник до петок, односно сите крводарители од сега во Општа болница Велес ќе може да даруваат крв исклучиво во деновите понеделник и четврток. Сега зошто е тоа така? Јас конкретно како Црвен крст не е ни благодарно ни поштено јас да го давам одговор на тоа прашање. Ние добивме некој образложение зошто тоа се прави, но ние како Црвен крст сме должни да почитуваме одлуката на институтот, бидејќи знаете за крводарителството сме одговорни колку Црвениот крст, толку институтот. Односно сите крводарителски акции ние заеднички ги правиме. Сега морам да кажам дека од 1 октомври, значи сите крводарители кои што ќе сакаат да даруваат во службата за трансфузиологија при Општата болница од Велес, тоа ќе може да го прават само во деновите понеделник и четврток, секоја недела, и во периодот од 8 до 15 часот. Според информациите на секретарот на Црвениот крст при Општинска организација Велес, Институтот за трансфузионна медицина има генерална политика која што веќе се спроведува насекаде низ државата. Сега зошто е тоа така? Јас конкретно како Црвен крст не е ни благодарно ни поштено јас да го давам одговор на тоа прашање. Ние добивме некој образложение зошто тоа се прави, но ние како Црвен крст сме должни да почитуваме одлуката на институтот, бидејќи знаете за крводарителството сме одговорни колку Црвениот крст, толку институтот. Односно сите крводарителски акции ние заеднички ги правиме. Сега морам да кажам дека од 1 октомври, значи сите крводарители кои што ќе сакаат да даруваат во службата за трансфузиологија при Општата болница од Велес, тоа ќе може да го прават само во деновите понеделник и четврток, секоја недела, и во периодот од 8 до 15 часот. Надлежните потенцираа дека очекуваат ова да влие делумно негативно во однос на крводарителите и на бројот на крвни единици, но сепак ги повикуваат хуманите луѓе од Велес, кои што ги има во голем број да ја почитуваат оваа одлука.